Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија констатира дека е добро што владата на Република Македонија воопшто реагира на нашите укажувања, како што се, например, покренување на постапка за разрешување на директорот во поштата во Куманово или објавувањето на договорот за закуп на земјоделско земјиште склучен со Субрата Рој. За жал, владата го објави само договорот кој што се однесува на областа земјоделие, меѓутоа можеме да констатираме дека не го објавува договорот кој што се однесува на областа на туризмот. И вака објавениот договор од областа земјоделие кај Социјалдемократскиот сојуз предизвика многобројни дилеми, од кои што дел од нив би сакале да споделиме со јавноста. Прво, кој е сопственикот на фирмата закупец? Ако се има во предвид дека тоа не е Сахара Груп, туку лицето Сухбиндер Сингхер, кој е жител на Лондон и државјанин на Обединетото кралство. Кој е ова лице и каква е неговата поврзаност со Сахара Груп? Второ, зошто државата склучила договор за закуп со фирмата ДПЗП Сахара Pure Eatables Corporation Limited Дойл Скопје, која е основана со основна главнина од само 5000 евра, кој што, согласно податоците кои што се достапни од Централниот регистар, се уште не е уплатена? Како тоа оваа фирма со неуплатена основна главнина плаќа закуп од само 120 денари месечно за хектар земјиште, кога сите останати земјоделци во Република Македонија за земјиште од ист или соодветен квалитет плаќаат 600 до 1000 денара месечно. Цената е за 1 хектар. Четврто, Агрокомбинатот Џумаилија во последните 3 години од своето работење, значи за периодот од 2008 до 2010 година, од страна на државата на име на субвенции на земјоделско производство има примено вкупен износ од 1.300.000 евра. Доколку Субрата Рој или недефинираното правно лице закупец во наредните 3 години произведе исто онолку колку што произведувал агрокомбинатот во тие 3 години, тогаш државата на име на субвенции е должна на закупецот да му исплати купна сума во износ од околу 1.300.000 евра, односно просечно околу 430.000 евра годишно. Во исто време, за добиените 430.000 евра годишно, закупецот е должен да плаќа 121.000 евра на име закупнина. Тоа значи дека по истиот основ му се овозможува да заработува само на име на субвенции околу 300.000 евра годишно на сметка на државата, а без истиот минимално да го подобри работењето на закупените капацитети, што би се рекло во добар дел да го покрие износот на банкарската гаранција која што е должен да издаде кон државата за реализација на договорот. Почитувани граѓани, ова се само главните дилеми кои што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги има во врска со овој договор. Ние сме многу свесни дека оваа пресконференција во принцип ќе предизвика жолчна реакција од страна на власта. Од тие причини ги повикуваме, наместо жолчно да реагираат, да земат активно учество во работата на комисијата, Собраниската комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, која што СДСМ ќе ја свика преку председателот на комисијата, пратеник од Ленче Николовска, и на која ќе предложи точка на дневен ред да биде разгледување токму на овој договор. Благодарам. Повелете со прашање.
Значи, ние во принцип не ја коментираме работата на органите на прогонот и работата на судовите, освен за оние одлуки за кои што е евидентно, дури и меѓународно евидентирано, дека станува збор за политички затвореници. Значи, не е адресата Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз нити именува, нити разрешува. Сметаме дека институција од такво значење, на кое што владата во последниве 7 години му даде голем пиетет, не би требало да биде без раководно лице. Можете? Кои точка од договорот конкретно ги оспорувате и зашто оспорувате инвестиција најавена 200 милиони евра? Значи, не станува збор за инвестиција од 200 милиони евра. Ако внимателно прочитате, станува збор за договор за закуп. Согласно законските одредби од Република Македонија, закупопримачот, што би се рекло фирмата Sahara Pure Eatable Corporation Limited, може во секое време, со еднострана изјава, во законски предвиден рок, да го раскине овој договор и во рок од 3 месеци да ја напушти неговата реализација. Значи, нема никакви инвестициски обврски. Станува збор за договор за закуп, не за договор за инвестирање. Повелете. Значи, тоа е една од дилемите, затоа и рековме дека ова се главните дилеми. Она што ни е на нас познато е дека се води стечајна постапка кај комбинатот Џумаилија. По правната логика на нештата, капацитетите со кои што располагала Џумаилија треба да влезат во стечајната маса со цел да истите бидат продадени, за да се намират останатите доверители, што би се рекло земјоделците, кои што имаат побарувања парични од комбинатот и останатите доверители. Со ваквото решение, во целост, може да кажеме дека тие побарувања на тие земјоделци и на останатите доверители паѓаат во вода. Докаде работата на антикорупцијата да настаните за последните информации велат дека нема состанувања, дека има проблеми вајде во усогласувањето на документите, да не кажем дека е пред блокада. Какви се вашите? Значи, еднаш веќе кажавме дека Социјалдемократскиот сојуз принципиелно согласно постигнатиот договор при формирањето на комисијата нема да ја коментира работата на комисијата, бидејќи единствено овластен за коментирање на работата е господинот Борче Давидковски, председател на комисијата. Прашам ова затоа што вчера премиерот Груевски даде една своја констатација и оценка, да речам, дека очекува набрзо да приврши, односно да приврши работа и очекува објективна и пристрасна оценка. Социјалдемократскиот сојуз ќе го почитува договорот постигнат на почетокот на работата на комисијата. Нема да ги коментираме, тие прашања поставете ги во самата комисија. Би било непринципиелно и недоследно од страна на СДСМ да коментира работа за која што сме договорили дека нема да биде коментирана до нејзиниот крај.